Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Гала концертот насловен Љубов со светски оперски имиња ќе го отвори 66-тото издание на фестивалот Охридско лето. Во текот на фестивалските денови предвидени се 48 настани со учество на илјадници уметници од земјава и странство. Публиката ќе има можност да ужива во богата и разновидна програма составена од врвни музички, драмски и балетски остварувања, како и 4 џез вечери со учество на реномирани музичари. Особена чест ми е што ова свечено отворање го доверуваме на уметници од врвот на светската оперска елита. По диригентската палка на маестро Марко Боеми од Италија, со настап на големата оперска дива Ермонела Јахо со потекло од Албанија и светски реномираниот тенор Чарлс Кастраново од САД, во придружба на оркестарот на Националната опера, ќе ја почувствуваме моќта на музиката во нејзината највозвишена форма. Богатата програма се очекува и годинава да донесе бројни странски посетители, исто како и лани, кога беа продадени рекорден број карти. Особено сум горд што минатогодишното издание на Охридско лето беше обележано со рекордна посетеност и рекордна продажба на билети во последните 10 години, што представува јасен показател за довербата во квалитетот на фестивалската програма. Над 10.000 посетители беа дел од гледалиштата на 65-тото издание на музичко-сценската манифестација Охридско лето. Според евиденцијата на купени влезници имаше публика од над 30 држави од сите континенти. Овие резултати не се значени само за фестивалот, туку имаат и пошироко влијание врз развојот на туризмот, придонесувајќи за зголемена посетеност на градот, како и дополнителна промоција на Охрид како атрактивна културна и туристичка дестинација. Според министерот Љутков станува збор за програма која внимателно ги спојува традицијата и современите уметнички текови, нудејќи доживување достојно за угледот на фестивалот, кој над 6 децении представува символ на уметничкиот и културен континуитет. Охридско лето не можеме да го третираме само како сцена, туку тоа е сведоштво за нашата посветеност кон културата како двигател на општествениот развој и како вредност што не обединува. И годинава програмата што ја подготвија селекторите нуди исклучително богат, разновиден репертоар. Ќе имаме можност да проследиме настапи на врвни домашни и светски уметници од областа на музиката, театарот и сценските уметности. Посебен акцент е ставен на квалитетот, иновативноста и внимателно концепирана програмска целина и содржина. Фестивалот и оваа година ќе ги оживее најубавите сцени од Охрид, Античкиот театар, црквата Света Софија и други уникатни простори кои сами по себе се дел од културното наследство. Со ваква разновидна и внимателно селектирана програма, фестивалот оваа година опфаќа вкупно 48 настани со учество на повеќе од 700 уметници од 24 земји од Европа и светот, што дополнително ја потврдува неговата меѓународна димензија и позиција на културната мапа. На Самоиловата тврдина започнува изградба на 2 нови гледалишта за изведување представи, сцени кои ќе ја збогатат понудата на Охрид и Охридско лето. Министерството за култура годинава обезбеди средства за уредување на Самоиловата тврдина со патеки, информативни табли и илуминација, како и дополнителни археолошки истражувања. Љутков потенцираше дека Министерството за култура и туризам останува цврсто посветено на системска грижа за културното наследство, како значаен ресурс за развој на културниот туризам и афирмација на државата на меѓународно ниво. И со тоа ќе си ја возобновиме и традицијата за одржување на театарски представи, концерти и други културни настани, и незината, и тука се содржи незината самоодржлива компонента, а како што најавив и претходно и на пресконференцијата, ова ќе биде една од сцените која што ќе може слободно да ја користи и фестивалот Охридско лето. Ова и на времето пред едно 20 на години чинам се случувале овде повеќе театарски представи, каде што јас сум учествувал како средношколец, а подосна и како студент.
Во годината кога Завод и музеј Охрид одбележува 75 години од постоењето, во годишната програма за заштита на недвижното културно наследство се издвоени 11.520.000 денари за реализација на значајни проекти. Оваа година добивме еден од најголемите буџети досега во Завод и музеј, околу над 13,5 милиони денари, од кои повеќето ќе одат во заштита, над 11 милиони денари. Како што спомна и министерот, едни од позначајните проекти се тука на Самоиловата тврдина и локалитетот Манчести, меѓутоа имаме над 30 други проекти и во областа на музејската дејност, и во европски интеграции, имаме меѓународна соработка, некои инвестицијски проекти и така натака. Министерот Љутков нагласи дека заштитата, промоцијата и презентацијата на Охрид и охридската споменична целина, која е дел од светското културно и природно наследство, представува врвен приоритет за Министерството за култура и туризам. Денеска во Охрид по четврти пат се одржа саемот за образование и кариера во организација на Младинскиот центар. Станува збор за настан што представува единствена платформа од ваков вид во државата насочена кон поддршка на младите при изборот на нивното образование и кариерен пат. Саемот го посетија голем број ученици од основните и средните училишта од Охрид и Струга, што го прави особено значаен за локалната заедница. На уредени штандови своите образовни насоки ги представија ученици и професори од 4 средни училишта од Охрид, и понатаму продолжува и евидентен е трендот на зголемен интерес за стручните училишта. Имаше преголема заинтересираност од основните училишта. Имавме навистина можност да презентираме многу мал дел од она што нашето училиште може и нашите ученици умеат и што всушност ни презентираат образовните профили кои што ние ги имаме во рамките на нашето училиште. Дуалното образование некако е тренд во последниве неколку години. И можам да кажам дека затоа што ние сме регионален центар, навистина имаме огромна заинтересираност од основните училишта од Прилеп, од Битола, од Кичево, од Кавадарци, од Охрид исто така, кои што навистина се сместуваат во нашиот интернат кој што е во склоп на самото училиште и навистина го поддржуваат сето она што ние сакаме да им го пренесеме и да го усвојат. Редовно учествуваме на овие саеми за образование, редовно правиме отворен ден во нашето средно училиште. Интересот од страна на основците е огромен. Може да видите по самиве последниве конкурси зголемен бројот на ученици. Особена желба има децата за стручното образование, бидејќи сега имаме веќе и дуални паралелки. Скоро сите паралелки ни се дуални, па имаме соработка со големите компании, со некои помали компании, но битно децата земаат стипендии и од државата, земаат стипендии и од работодавците. Со тоа мислам дека е зголемена желбата на децата, мотивацијата за нивното образование да го продолжат во нашиот стручен центар. Имаме струки електро, машинска струка, сообраќајна, лични услуги и имаме голем број на деца. Денеска имаше доста посетители, имаше многу на медицина, исто така имаше на дигитален маркетинг на нашиот смер. Мислам дека дигитален маркетинг пошто е многу поактуелно сега тоа. Онлайн продажби, креирање логоа, реклами, мислам дека повеќе ги интересира тоа сега младиве. Позаинтересирани се учениците да учат стручно училиште за разлика од основни, кај што учат основни предмети. Мислам дека позаинтересирани се за стручни предмети сега. Како и секоја година, така и оваа година сме дел од саемот на образование. Нашата цел е да ги информираме учениците кои се нивните можности со гимназиското образование, бидејќи сметаме дека се на една возраст од 15-16 години каде се уште не се свесни, односно сигурно не се сигурни во својата идна професија или патот кој што сакаат понатаму да го одат. Целта е да им се укаже на тоа дека токму гимназиското образование е она општо образовно кое што нуди голема разновидност на предмети, значи општествени, природни науки, уметности, јазици, се со цел да си се увидат самите, да си се пронајдат во тоа, да имаат време до крајот на гимназиското образование за да се насочат токму кон тоа што го сакаат.
На саемот годинава беа присутни дури 16 високообразовни институции од целата држава. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид, како специјализиран универзитет во областа на информатичките науки во рамките на своите 5 факултети, нуди современи студиски програми усогласени со потребите на пазарот и најновите трендови. Интересот за овие студии континуирано расте, вели деканката на Факултетот за компјутерски науки и инженеринг Јованка Дамовска-Секуловска. Нашите студиски програми се современи, нудиме програми кои што се од областа на програмирањето, компјутерските науки и инженерство, како и апликативни студиски програми. Пред се, ние сме единствен универзитет во Република Македонија кој што нуди студиска програма од областа на вештачката интелигенција и роботика, и интересот за студирање на студенти на тој факултет е огромен. Понатаму исто така нудиме и специјализирани студиски програми на факултетите како што се за сајбер безбедност, понатаму за мултимедија и анимацијска техника, дигитална бизнис аналитика, така што информатичките науки на нашиот универзитет се присутни од секој оној аспект кој што современиот начин на живот го бара. Машинскиот факултет во Скопје нуди 10 студиски програми, од кои особено актуелни се енергетските насоки во контекст на актуелните глобални случувања со енергетската криза. Покрај нив интерес кај студентите привлекуваат и поновите насоки како мехатроника и индустријски дизајн. Денеска покажа голем интерес, поготово средношколците од општата гимназија од Климент Охридски. Повеќе покажуваат интерес. Дечките што за стручно образование од темот дека сме сега во Охрид, тие се повеќе насочени кон програмирање, сакаат додат на финки или на електро. Ние имаме еден смер што е во врска со што има програмирање во него, повеќе хардвер, мехатроника, атрактивен смер. Секоја година полниме квота до даска за мехатроника, така да атрактивни смерови нудиме. Ви кажувам, иако во последните 10 години енергетските смерови некако спласна интересот за тие смерови енергетски, што се доправа ќе биде бум за тие енергетски смерови. Така да им препорачувам на младите убаво да разгледат што е сега актуелно и со среќа со запишување. Раководителот на Младинскиот центар Охрид Јован Цветковски вели дека саемот како единствен од ваков тип во државава кој 4 години поред обединува голем број факултети и средни училишта, секоја година расте во обем и веќе се размислува за проширување. Можам да кажам дека сме задоволни годинава и секоја година, бидејќи бројката што е од училиштата и од младите кои што доаѓаат е доста посетен настан. Секоја година меѓу 300 и 500 млади луѓе поминуваат на овој настан. Секако дека сакаме уште повеќе, секоја година доколку е можно. И ето, по некои сугестии ќе земе, може да треба и да се прошириме и за просторот за година и повеќе, да можеме и факултети и институции да ставиме на едно место. На саемот учествува и представници на Агенцијата за вработување и Асоцијацијата на кариерни советници кои обезбедуваат кариерно советување и директни информации за можностите за образование и вработување. Годинава Коалицијата на младински организации сега на саемот го промовираше и новиот проект за можности за млади. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со умерена локална облачност, дуваше умерен ветер претежно од северен правец. Максималната дневна температура се искачи до 16 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува ветер од северен правец. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна до 20 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 0 до максимални 25 степени. За време на викендот и почетокот на следната седмица ќе се задржи претежно сончево и потопло време со појава на променлива облачност во текот на денот. Од вторник следува период на променливо облачно и нестабилно време наместа со повремен дожд и грмежи. Дневните температури ќе бидат во постепено опаѓање.